Драги наши пријатели, добро дојдовте на овој серијал насловен Доброто ќе го победи злото. Ние сме веќе неколку предавања заедно. Денеска конкретно ќе бидеме заедно на ова седмо наше предавање. Предавање кое што полека, воедно и предпоследно, и кое што полека едноставно се ближи кон својот крај, ќе го заокружиме овој серијал, каде што ќе добиеме финални одговори на оние прашања кои што ние ги поставивме во текот на изминатите 6 предавања. Конкретно денеска, драги мои пријатели, предметот на проучување или темата или еден инсерт од овој серијал Доброто ќе го победи злото зборува за самиот крај на тој вековен судир помеѓу доброто и злото. Конкретно, насловот на ова предавање што ќе го имаме денеска гласи како и кога ќе заврши големата борба. Дозволете ми на самиот почеток, за да имаме еден добар увод на ова наше денешно проучување, да поделам со вас еден пример вистински што се случило, една илустрација, вистински настан кој што ќе ни помогне подобро да го разбереме предметот што денеска ќе го проучиме. Ова илустрација или овој пример е врзан со првата експедиција на поларниот истражувач Шеклтон на Антарктикот. За време на ова своја прва експедиција, Шеклтон морал, нажало, да се врати назад, оставајќи ги своите луѓе на Елефантските острови среде мраз и снег. Зошто? Ја потрошија храната, немаа доволно резерви и беше потребно некој да се врати. Меѓутоа, временските услови беа навистина тешки. Навистина беше ова еден многу ризичен чекор. Но не можеле да стигнат од другата страна ако немале доволно резерва на храна. Така да поларниот истражувач Шеклтон морал да ги остави своите членови од експедицијата за да повторно се врати кај нив и да ги спаси. Извештаите кажуваа дека Шеклтон поминувал преку снежните планини, избегнувал многу опасности на леденото беспаќе и со надчовечки напори успеал да стигне во Јужна Ѓеоргија, каде што нашол брод, каков што им бил потребен и доволно храна и се што им беше друго потребно, за да може да се врати назад, да ги земе и безбедно да се вратат назад. Меѓутоа, откако се снабдил со сите потребни работи и кога влегол во бродот и тргнал назад, сите обиди да отплови до Елефантскиот остров биле неуспешни. Зошто? Затоа што патот бил затворен со магла и со мраз. И Шеклтон чекал погодна прилика да временските услови се подобрат за да може тој да се врати назад и да ги земе своите пријатели. И така, чекајќи од ненадеж, се појавила од мракот една пукнатина која што водела кон самиот остров. Шеклтон брзо го искористил тој момент, ја виде таа своја прилика и влегол со бродот низ ледениот теснец до островот, ги натовари луѓето и опремата и се вратил по истиот пат. Преминот веќе полека почнал да се затвара. Кога возбудувањата стигнале, Шеклтон, кога веќе безбедно ги ставил своите членови од експедицијата во бродот и се зеле со себе и се вратиле назад, тогаш им поставил едно прашање на своите пријатели кои што го чекале. Пријатели мои, како се случи тоа да вие бидете спремни, спакувани, подготвени и само ме чекавте јас да дојдам за да се вратиме назад? Вие бевте цело време во брегот и видов дека бевте спремни секој момент
едноставно да дојдам и да се вратим? Одговорот што еден од присутните од експедицијата го дало било следното. Господине, вие рековте дека ќе се вратите. И ние поверувавме во тоа. Ние во ниту еден момент не изгубивме надеж. И секогаш кога морето беше макар само малку слободно од мразот, ние ги склопувавме своите вреки за спиење и така бевме спремни да те догледаме и да поминеме. Може би мислевме ке доеш денеска и затоа секој ден бевме спремни. Затоа што бевме спремни, еве тоа е одговорот на твоето прашање и твоето спремно дочекување за да се вратиме назад. Драги мои пријатели, ова илустрација, овој пример со поларниот истражувач Шеклтон ни илустрира пораката за враќањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Видите, од библиска гледна точка, значи кога ќе читаме ова драга книга, за која што ви и денеска кажувам, можете слободно да се јавите и да набавите свој бесплатен примерок да ја читате. Од библиска гледна точка, крајот на вековниот судир помеѓу доброто и злото е тесно поврзан со второто Христово доаѓање. Всушност, Библијата ни кажува дека вековниот судир помеѓу доброто и злото нема да заврши се додека Исус не се врати повтор пат. Па затоа, темата за второто Христово доаѓање влева една голема надеж кај нас, луѓето, затоа што таа ги смирува нашите вознемирени срца. И затоа со право ова тема е и најрадосна, најблажена, ако можам така да кажам, тема на страниците на Светото Писмо. Да, Христос доаѓа и со своето доаѓање тој едноставно ќе го означи крајот на злото, на страдањата, на маките. Во текстот што е тука наведен во Исаја 65 глава 17 стих, овој старозаветен пророк кажува дека Господ ќе создаде нови услови за живот, ново небо, нова земја и се што беше старо, лошо, ќе исчезне и нема на ум да дојде. Еднаш за секогаш, драги мои пријатели, овие монструми во облик на страдање, маки и неволи, со кои ние секојдневно ќе се соочуваме, еден ден едноставно ќе исчезнат. И затоа не е ни чудно што ѓаволот не сака ние ова тема да ни биде јасна. Тој најнапред не сака луѓето да слушнат за ова тема, а потоа ни да ја разберат. И затоа тој фрла сенка на се она што Светото Писмо зборува за ова тема. Тој не сака ние луѓето ова тема да ја сватиме сериозно. Но, драги мои, може тој да прави што сака. Библијата јасно кажува: доаѓа крајот. А со тоа што доаѓа крајот, доаѓа и еден подобар и поубав свет. Крај на еден лош живот, ако можам така да кажам, значи живот каде што има неволи и страдање, и почеток на еден подобар, поубав, поквалитетен живот, каде што едноставно копнежот што го имаме во срцата за нешто убаво да направиме, навистина може да се случи. Дозволете ми во продолжение да прочитам два текста. Два текста кои што едноставно ќе ни помогнат да разбереме оваа тема колку е важна и која е поврзаноста помеѓу крајот на вековниот судир, помеѓу доброто и злото и второто Христово доаѓање. Овие два текста ги имате наведено тука во самиот слајд. Првиот текст е запишан во првото Петрово послание, еден текст од Новиот Завет во 4 глава, во 7 стих. Апостол Петар ќе каже: а крајот на се е близу. И така бидете разумни и бдејте во молитвите. Петар што кажува? Крајот на се е близу, крајот и на вековниот судир, помеѓу доброто и злото е тука, близу, бидете будни. Вториот врвен апостол што го наоѓаме во Новиот Завет, ученик на Исуса Христа, Павле, кој има напишано следното послание, еве тој текст, исто така и во слайдот, Филипјаните 4 глава 6 стих, се надоврзува на ова што го кажал Петар и кажува следни работи: Господ е близу. Не грижете се за ништо,
туку во сите ваши молитви бидете будни и искажете благодарност кон Бога. Дали приметувате интересна поврзаност помеѓу овие два текста? Најнапред, Петар апостол кажува, крајот на се е близу. 4 глава 7 стих. А Павле се надоврзува и кажува, Господ е близу. Неговото доаѓање. Второто негово доаѓање е многу близко. Значи, историјата на нашата планета, која е преплавена со страдања и зло, е близко до својот крај. А тој крај, Светото писмо сака да ни каже, ќе се оствари токму тогаш, кога Христос по втор пат едноставно ќе дојде на овој свет. Се, драги мои, сакам и ова да кажам. Видите, кога луѓето зборуваат за крајот, обично мислат на најлошото. Во мислите на луѓето, крајот се поистоветува со некој терористички напад или атомска бомба, или можда некој астероид кој што ќе падне од небото, или пак некоја трета светска војна. Или може би некоја слична друга катастрофа. Драги мои, сите овие споменати сценарија можни се. Во овој свет можни се. Но основното прашање од кое зависи самиот крај на големата борба и понатаму останува отворено. А знаете ли зошто? Еве ќе поставам едно прашање. Дали сите овие споменати сценарија, терористички напад, атомска бомба, паѓање на астероид, не знам, трета светска војна, можат ли тие работи да го уништат ѓаволот? Не. Не можат. Затоа што ѓаволот е духовно суштество. Такви работи не можат нему ништо да му нашкодат. А крајот на големата борба е поврзан со крајот и на живеењето на самиот ѓавол, бидејќи се додека тој постои, се додека тој екзистира, големата борба ќе постои помеѓу доброто и злото. Сите овие сценарија можат само да направат штета на материјален план и да уништат многу невини луѓе. Но уништувањето на непријателот, неговото снемување, да кажам, од овој свет, од целата планета, ќе се случи само при второто Христово доаѓање. Затоа тие сценарија не се оние библиски сценарија. Тие такви сценарија на прв поглед и така тоа делуваат едноставно многу мрачно кај нас, песимистички, не стават во тешки мисли стават во нашите глави. Едноставно тие работи се можни, но тоа не го означува крајот на вековниот судир. Тие се само знаци кои што ќе го најават крајот. Дозволете ми да прочитам со вас еден текст кој што еден духовен писател во една своја книга, која што се вика Големата борба, значи помеѓу доброто и злото, во 595 страна, еве како го опишува на основа на Светото писмо крајот на самата борба. Еве што вели. Големата борба е завршена. Грев и грешници повеќе нема. Целата вселена е чиста. Во целата неизмерна вселена владее потполна хармонија и радост. Од оној кој создал се, тече живот, светлост и радост низ световите во бесконечното пространство. Од најмалечкиот атом до најголемиот свет, се што е создадено, и живата и неживата природа, во својата непоматена убавина и совршена радост, зборуваат дека Бог е љубов. Ова е Евангелие, драги мои пријатели, радостна вест, охрабрителна порака за тебе и за мене. Затоа што овој текст, каде што е резимирано библиското учење за надежта, за крајот, за тој подобар почеток, ни кажува дека големата борба еден ден ќе заврши. Ќе завршат сите оние работи што не прават несрекни. И на местото на таа несреќа и зло и катастрофа, Господ ќе создаде еден подобар и поубав свет. Свет каде што нема да ги има сите овие работи. Но Светото писмо многу јасно кажува дека сето тоа ќе се случи кога? Кога Христос ќе дојде по втор пат. И текстот запишан во 2 Солуњаните, 2 глава, 8 и 9 текст, што го имате представено тука во самиот слайд, ни кажува дека всушност Христос со своето доаѓање ќе го уништи ѓаволот. Причинителот на злото. Да, во овој текст пишува дека тој со своето второ доаѓање ќе го уништи. А уништувајќи го него, подосна, после тој настан,
Пророкот Исаја, за кој што предмалку прочитавме, дел од неговата книга во 65 глава 70 стих читавме, а сега во 35 глава од 4 до 10. Имате една прекрасна слика за тоа какви услови на живот ќе донесе сам Христос по втор пат го ќе дојде на овој наш свет. Еве што кажува таму. Кажете им на оние чии што срца им е уплашено. Охрабрете се. Немојте да се боите. Еве го вашиот Господ. Осветата доаѓа, платата Божја. Тој доаѓа да ве спаси. И продолжува текстот понатаму. Тогаш ќе се отворат очите на слепите и ушите на глувите ќе бидат отворени. Тогаш парализираниот ќе скока како елен, а јазикот на оној кој што не зборува ќе пее. Во пустиња Бог ќе создаде потоци. Таму каде е суво ќе бликне вода. 10-тиот текст вели и оние што ќе бидат спасени, Господ што ќе ги искупи, ќе се вратат во Сион, пеејки. Со една позитивна атмосфера, позитивна енергија, пеејки. И вечна радост ќе биде над нивните глави. Ќе добијат радост и веселба, а жалоста ќе бега од нив. Да, драги мои, ова е таа радосна вест, кој што е суштина на самото Евангелие. Второто Христово доаѓање, без кое и првото Христово доаѓање не би имало смисла. Кога второто Христово доаѓање не би се случило. Зошто? Затоа што со своето прво доаѓање Христос го даа својот живот, ја даа својата жртва за спасение на луѓето. Тој тогаш го платил тој откуп. Со своето второ доаѓање тој ќе дојде да ги земе оние кои што тој го дал својот живот да ги спаси. Така да првото и второто Христово доаѓање се тесно поврзани. Едното без второто нема смисла, а второто без првото исто така нема смисла. Затоа треба ова надеж силна што извира од страниците на Светото писмо да и понатаму живее во нашите срца, да се храниме секој ден со неа, затоа што на вистина таа за нас живот значи. Така да со право ние можеме да кажеме дека сме луѓе кои што чекаме ново небо и нова земја. А тоа ново небо и нова земја ќе се случи кога ѓаволот ќе биде уништен. И затоа ние како луѓе, освен што чекаме ново небо и нова земја, ние чекаме да биде уништен и причинителот на злото, тој е ѓаволот. Но, кој него ќе го уништи? Луѓето имаат планови и програми тоа да го направат? Не. Само Христос со своето второ доаѓање. Затоа сме ние и чекатели на второто Христово доаѓање. Тоа е блажена надеж на сите верници, на сите христијани кои што ја имаат ова книга оставена од Бога да ја читаат во срцата своји. Да, и затоа со право еден теолог ќе ги каже оние познати зборови колку е важна темата за второто Христово доаѓање, која ќе спомне дека Месијата ќе дојде е проповед на целиот Стар Завет. Тој дошол по прв пат е сведоштво на целиот Нов Завет, а дека тој повторно ќе дојде е славна надеж на целото Свето писмо. Драги мои, ова е славна надеж на целото Свето писмо, на целиот христијански свет, на целото човештво. Немате поубава вест. Немате подобрет евангелие од ова евангелие. Немате поспокојна порака од оваа порака. Затоа што тогаш кога Исус ќе дојде крајот на се лошо и на се зло што постои во овој свет. И затоа и Стариот и Новиот Завет, значи и пророците во Стариот Завет, и ликовите од Стариот Завет, во своите книги што ги напишале, 66 книги имаме во Библијата, 39 во Стариот, 27 во Новиот. И во 39 книги во Стариот Завет се зборува за темата за второто Христово доаѓање. И во 27 книги од Новиот Завет се зборува за темата за второто Христово доаѓање. Еве само неколку наводи да прочитам, да видите како славните библиски личности зборуваат за овој важен настан. Енох, например, седмиот човек од Адам, го предскажал Христовото доаѓање кога гревот за секогаш ќе биде искорнет. Во едно послание пишува, значи, дека тоа било негова надеж, тој тоа го чекал. Како што и ние би требало тоа да го чекаме. Но не само Енох. И следниот библиски лик, Јов, за кого ние проучувавме пред некое предавање, еден од најголемите луѓе на исток, кој што живеел, кој што се карактеризирал со огромна вера и навистина беше верен на Господа и тоа Бог сам го кажал
Во својата книга во 19 глава од 25 до 27 ќе каже: "Но знам дека е жив мојот искупител." И тогаш кога му беше најтешко, и тогаш кога пател, и кога болеста надвладеала со него, и кога не гледал некој излез од својот живот, верата во Исуса Христа, во неговото второ доаѓање не го напуштила. И тој кажал: "Знам дека е жив мојот искупител." И на крајот ќе стои тука на правот. И ако јас, како таков, умрам и се распаднам и бидам прав, мојот Бог ќе застане над правот и ќе каже: "Сине мој, време е да станеш. Јас сум воскресени и живот." И тогаш тој ќе ме воскресне на денот на своето второ доаѓање и тогаш јас ќе го видам со своите очи. Таа иста надеж освен Јов, драги мои, ја имал и најголемиот еврејски цар, маркантната личност од Стариот Завет, Давид, личност која што навистина е многу присутна и во страниците на Стариот, па и во Новиот Завет. И тој во едно од своите псалми, во 50 глава 3 стих кажува: "Иде Бог, го гледа во визија, доаѓа како судија и ќе направи крај на сето на што е зло." Тоа беше и негова надеж. А не само тој, и Исаја, за кого веќе ве потрет пат читаме на ова предавање, и тој исто, во 35 глава, тие текстови ги прочитавме. Кажете им на оние, чии што срца се уплашени, еве го вашиот Господ, доаѓа, охрабрете се. Да, драги мои, ова се само дел од ликовите од Стариот Завет, кои што верувале во ова славна библиска надеж, второто Христово доаѓање. Енох верувал во второто Христово доаѓање. Јов верувал во второто Христово доаѓање. Давид верувал во тоа. И Исаја пророкот исто така верувал во тоа. Но извештаите ни кажува дека и Новиот Завет, не само Стариот Завет. Значи, и во Новиот Завет се зборува за второто Христово доаѓање. Една анализа ни кажува дека секој 25 текст во Новиот Завет зборува за второто Христово доаѓање. Значи, малку па малку новозаветните писатели ни кажуваат: Христос доаѓа. Исус иде. Да, сите апостоли кои што напишале книга, и Јован, и Јаков, и Петар, и Павле, и останатите кои што напишале книги, зборуваат за второто Христово доаѓање. Јован ќе каже во своето откривение, например: "Еве го иде од облаците и ќе го гледа секое око." Потоа, Јаков и Петар ќе кажуваат исто така во своите книги дека второто Христово доаѓање е таа славна надеж на верните што го чекаат. Јаков после му кажува: "Трпете", вика, "трпете уште малку, доаѓа вашиот крај, доаѓа блажената надеж." А Петар исто ги храбри верниците од тоа време и нас денеска дека Христовото доаѓање е близу пред врата, како што читавме едноставно на самиот почеток. А што да кажеме за Павле? На многу места апостол Павле во мноштво книги своји, а ги напишал 3:14 во Светото писмо, зборува за ова блажена надеж кога големиот цар ќе дојде. Во книгата за Тит, во едно 27-те книги од Новиот Завет, зборува за тоа. Во Солуњаните 4 глава, обраќајќи им се на верниците во Солун, им кажува: "Доаѓа нашиот Господ на знак на труба, последната труба, и кога мртвите ќе воскреснат." Ама исто така и на крајот на својот живот, во Тимотија 4 глава 8 стих кажува: "Добра борба војував, трката ја завршив, ама од верата не се откажав." И вика: "Сега на мене е подготвен венецот на правдата, кој што ќе ми го даде оној." Мислел на Исус, кој што повтор пат ќе дојде. Радосниот судија. Но не само вика на мене, него на сите и останати што веруваат во неговото второ доаѓање. Да, драги мои, што можеме да заклучиме? Значи, дека и пророците од Стариот Завет, и патриарсите од Стариот Завет, и апостолиот од Новиот Завет многу зборувале во своите книги, а како да не зборуваат кога темата за второто Христово доаѓање е тема која што го означува крајот на вековниот судир помеѓу доброто и злото. Дали Христос зборувал за своето второ доаѓање? Дали Исус во своите излагања, во своите настапи зборувал за ова надеж? Секако, драги мои, дека зборувал. Посредно или непосредно, во своите беседи, разговори поединечни или групни, параболи, тој зборувал за своето второ доаѓање. Еве еден текст, многу силен, многу јасен, најпознат текст во едно од своите евангелија, во Евангелието според Јован, во 14 глава од 1 до 3 текст, сам Исус ќе каже: "Да не се плаши срцето ваше. Верувајте во Бога и во мене верувајте. Многу станови има во домот на мојот Отец. А да не е така, па јас би ви кажал.
Драги мои, дали ги слушаме овие зборови кажани пред 2000 години? Не ги кажал било кој. Ги кажал лично Христос, оној кој што секогаш ја зборува вистината. Јас повторно ќе дојдам, да ве земам таму, каде што сум јас, а таму каде што сум јас нема греф, нема страдања, нема невољи, нема ништо што е карактеристично на овој грешен свет. Исус се враќа. Тоа е силна порака од страниците на Светото писмо. Да, драги мои. Значи, ајде да резимираме ова едно многу важно прашање што би сакал да го кажам. Значи, на прашањето кога ќе заврши големата борба помеѓу доброто и злото? Библискиот одговор е тогаш кога Христос ќе се врати повтор пат. И точка. Кога Христос ќе се врати повтор пат, драги мои, тогаш ќе заврши големата борба помеѓу доброто и злото. А на прашањето како ќе заврши големата борба помеѓу доброто и злото? Одговорот гласи со славна победа. Со славна победа на Христа над ѓаволот. Ете, тоа е заклучокот или констатацијата или резимето за сето она што досега едноставно го кажавме. И сега одиме во самиот втор дел од ова тема. Пред самиот крај имам уште работи да спомнам. Едно логично прашање се поставува, кој што ние го поставуваме при секое предавање, јер насловот на овој серијал е борбата помеѓу доброто и злото. И затоа легитимно прашање што поставуваме денеска во ова предавање гласи: како ѓаволот ќе се постави спрема темата за второто Христово доаѓање? Со други зборови, дали тој со задоволство ќе дозволи таа да се проповеда? Дали тој ќе седи со скрстени раци? Или поточно кажано, какви све орудија тој ќе ги користи со намера да ова тема едноставно не стигне, ова вест, радосна, блажена надеж не стигне до срцата на сите оние кои што едноставно го сакаат доброто, го сакаат Исуса Христа. Оно што знаеме читајќи го Светото писмо дека тој неуморно работел и работи денес, и ќе работи понатаму со цел, со сите сили што му се на располагање, со цел да ја девалвира, да ја избрише, да ја нема ова тема од мислите на луѓето. Луѓето да бидат едноставно зафатени со се друго, само да не размислуваат за ова најважна тема во планот, значи во овој вековен судир помеѓу доброто и злото. И затоа би сакал заедно со вас да прочитам еден текст, еден цитат кој што има напишано еден духовен писател, кој што многу практично, прагматично, значи ни ги опишува чекорите, што самиот ѓавол ќе ги превзема во овој правец со цел едноставно да загосподари со луѓето во овој правец. Еве што велит. Кризата постепено ни доаѓа. Ѓаволот гледа дека неговото време е кратко и тој ги придвижува сите своји сили што му стојат на располагање за да може луѓето да ги, и слушайте сега што, најнапред да ги измами, потоа да ги заведе, потоа да ги задржи во својата служба и четврто да ги замае, се додека времето на пробата не заврши и времето на милоста за секогаш биде, и вратата на милоста за секогаш не биде затворена. Дали слушнавте, драги мои пријатели, кои се неговите чекори, кои се неговите цели, стратегија, акционен план што тој ги прави со цел да луѓето не дојдат во контакт со ова клучно, круцијално важна тема. Тоа е системот на работа. Едните ги заведува во ово што да не размислуваат за тоа, другите да веруваат, ама на еден сосема друг, погрешен начин, трети пак се бори, трета категорија на луѓе, тој им става такви мисли да се борат против ова учење. И затоа дозволете ми во продолжение сакам да зборам највеќе за две работи што тој ќе ги направи. Ер ова е клучно важна тема и тој ќе ги насочи сите своји сили кон оваа тема. Дозволете ми две работи во два правца сакам во продолжение да спомнам како тој ќе се бори против оваа тема. Од број 1. Тој ќе шири ненапред заблуди за второто Христово доаѓање. Ја би сакал да ги спомнам тие заблуди. Има повеќе, но 4 се клучни. Ке спомнам реченица 2 за секој од нив, за овие заблуди што тој ги промовирал и сега ги промовира, а да видиме што е библиската вистина за тоа. Тоа е првиот начин како тој ќе работи, а потоа ќе одиме и на вториот начин. Првата заблуда што тој ја шири гласи вака: Христос никогаш нема да дојде.
ова му е прва основна заблуда што шири. Со цел луѓето да не мислат дека Исус ќе се врати повтор пат. Но знаете што е интересно, драги мои, ова заблуда Светото писмо ја предвидел. Затоа што е напишана на страниците на Библијата дека како таква ѓаволот ќе употреби. Како? Во првото послание Петрово, сам Петар, Христовиот ученик, во 3 глава, во 3 и 4 стих, еве што кажува. Пред се знајте го ова, во последните денови ќе се појават подбивачи, кои ќе живеат според своите желби и ќе велат: каде е ветувањето за неговото доаѓање? Зошто откако изумре татковците се стои како од создавањето на светот. Да, драги мои, со ова прва заблуда, ѓаволот сака да фрла сомнеш на ова јасно библиско учење, со цел луѓето да не веруваат во сето тоа. Меѓутоа, со цел да истакне важноста и вредноста и вистинитоста на Божите ветувања, истиот апостол во 9 и 10 стих еве што ни кажува како одговор на заблуда. Не доцни Господ со исполнувањето на ветувањето за своето доаѓање, како што некои мислат дека може би доцни. Туку вика, тој не трпи, драги мои пријатели, тој не трпи. Зашто не сака никој да загине, туку сите да дојдат на покаяние. Но ќе дојде, вика, денот Господов како крадец. Но ќе. Во тој ден небесата ќе исчезнат со силен тресок и зажарените елементи ќе се распаднат, а земјата и сите дела на неја ќе бидат изгорени. Драги мои, Библијата е многу јасна, Христос доаѓа. Иако ѓаволот се заблуди, Библијата е јасна, тој ќе дојде, но тој чека, тој трпи. Има уште луѓе што треба ова да го слушаат. Драги мои, можеби вие сте од нив кои што ова го слушате и можеби едноставно требало ова вест да допре до срцето твое. Можеби порано не сте имале прилика тоа да го слушнете и затоа отворете го вашето срце, слушнете го повикот Божи што ви упатува и биете спремни да чините Божјата волја. Втора заблуда што тој ќе шири и ја ширил во минатото е заблудата дека луѓето сами ќе создаваат подобри услови за живот. Да ви спомнам само дека во 18-тиот век имал еден американски теолог под име Даниел Видби. Тој објавил една така наречена револуционерна есхатолошка теорија. А таа теорија учела нешто спротивно од Библијата и првите христијани. А тоа е дека тој теолог учел дека пред самото второ Христово доаѓање ќе настапело 1000-годишно царство на мир. Деме ќе настапело едно златно време. Време кога сите религии наводно ќе исчезнат и ќе остане само христијанството. Тој уште тврдел дека атеизмот ќе исчезне, лажната наука, филозофијата веќе нема да имат влијание кај луѓето. И дека пред човекот ќе се отварат некои безброј можности и тој ќе ужива во мир, во блаженство, во совршенство. Дури потоа, вика, Исус едноставно ќе се појави. Но, драги мои, ова е целосна измама. Да бидеме сигурни, ова не е вистина, ова е целосна измама. Еве само еден тест да направиме. Условите во кои ти и јас живееме денеска се подобри од тоа нешто биле пред година, 2, 3, 5 или полоши? Полоши си. Доаѓа ли некој златно време што луѓето можат сами да го направат? Не. Колку ли медицината отиде напред, колку ли технологијата отиде напред, а колку болести се појавија се повеќе и повеќе? Дали тоа златно време за кој што зборува теолог? Не, не е так. Библиската прогноза, драги мои, е сосема другачија. А библиската прогноза кажува во 2 Тимотија 3 глава 1 стих дека во последните денови ќе настапат времиња тешки. Не златно време, него времиња тешки. Тоа е библиска прогноза. И Исус сам кажал во Матеј 24 глава 12 стих: беззаконието ќе расте, а љубовта меѓу луѓето ќе биде мала, ќе исчезне. Тоа не е златно време. И не само тоа, него сам Христос кажал пред неговото второ доаѓање ќе има голема неволја, а не златно време. И дека пред неговото доаѓање ќе се појават лажни христоси и лажни пророци што ќе ги заведат луѓето. Тоа не е златно време. Библијата е многу јасна дека и ова заблуда е со кратки нозе како и секоја лага. Трета, предпоследна заблуда што ја шири во овој контекст ги анализираме е заблудата која што вели Исус ќе дојде. Пазите што вели сега ѓаволот. Исус ќе дојде, ама нема да го видиме. Тоа е трета заблуда што тој ја шири и тука кога приметувате ѓаволот настапува религиски.
Тој употребува религиски речи. Многу итро. И само нему својствено тој се труди да го подкупи, да ги подкопи основните начела на христијанското учење. Тој вели, Исус ќе дојде, ама ние нема да бидеме во можност да го видиме. И дали приметувате дека тој тука ја меша вистината со лагата? А тоа е нешто најопасно кога ќе се меша вистината и лагата. И тој човек нема да знае што е вистина, што е лага. И денеска постојат, нажалост, христијански заедници кои што веруваат во такво нешто. Да. Јас се поставам прашање, какво е тоа доаѓање без да го видиме? Зошто тајно? Како ќе знаеме дека дошол? Тоа се многу легитимни прашања. И уште полегитимно прашање ако неговото прво доаѓање беше јасно, видливо, нели така? Значи, зошто неговото второ доаѓање да биде невидливо? Не. Библијата е многу јасна. Во Откривение 1 глава 7 стих вели ќе го види секое око. А во тој збор види и употребен зборот парусија. Парусија. Тоа е новозаветен збор од каде што доаѓа зборот парада. А парада е нешто, драги мои, што се случува јавно. Во некој стадион, парада. Парадата не е нешто тајно, јавно, отворено. Ете тој новозаветен збор ги употребиле новозаветните писатели со цел да ни се каже дека Исус ќе дојде и ние како такви ќе го видиме. И ова е голема заблуда што ја шири. Последната заблуда што ја шири е следната, дека тој ќе дојде, ама ќе дојде тајно. Исто. Ѓаволот се обидува на религиозен начин да го подкопи учењето за второто Христово доаѓање. И тој тука се служи, значи, со зборови, како што се од Библијата, се служи со зборови од Библијата. Ќе видите, ќе наведам текст, кога го искушувал Исуса со зборови од Библијата со намера да му напакости. Луѓаните 5 глава 2 стих, кога се вели таму апостол Павле, зашто ќе дојде денот Господов како крадец ноќе. Врз основа на овие зборови ѓаволот вели, ете вика, ќе дојде тајно. Крадец. Меѓутоа, кога се анализира, драги мои, кога се прави на теолошка анализа на таа 5 глава од прва послание до Солуњаните, се гледа дека главна намера на авторот не била да го истакне, тајанственоста на второто Христово доаѓање, него ненадејност. Таму пишува во Солуњаните дека тој ќе дојде изненадно, кога нема да очекуваме. Така да и овие зборови се многу јасни. Сам Исус кажал од 24 глава 27 стих, вели, како што молња из легови се покажува од исток према запад. Драги мои, кога има молња, кога грми, кога светка, дали е тоа тајно? Не, јавно, јасно, видливо. Така Исус ќе дојде. По втор пат. Еве, тоа е првиот начин како ѓаволот ќе се бори покрај другите начини со цел да шири заблуди за второто Христово доаѓање. Затоа тој е антихрист, против Христа. Христос кажува нешто, а тој како антихрист сосема нешто друго. Меѓутоа, вториот начин што тој ќе го користи, што ќе биде најголем ѓаволски фалсификат. Исто зборот антихрист, тоа значи наместо Христа. А тоа е, ќе го емитира едноставно второто Христово доаѓање. И тоа, драги мои пријатели, ќе биде врв на сето она што Светото писмо го кажува. Значи, кулминација, врв. И затоа, дозволете ми да заедно читам еден важен дел од ова што се кажува со цел да имаме една цела слика на овој предмет едноставно што е пред нас. Еве што вели текстот. Во завршниот чин на големата измама, лично сатаната ќе се прикаже како Христос. Црквата долго тврдела дека го чека доаѓањето на Спасителот, да ги исполни нејзините надежи. Сега големиот измамник ќе создаде впечаток дека Христос веќе дошол. Во разни краишта на светот, сатаната ќе се појави меѓу луѓето како величенствено суштество, со блескотен сјај, кој ќе биде слично на описот на Божиот син во Откривението, последната библиска книга во 1 глава 13 до 15. Тука имате опис на Исуса Христа, е таков опис ќе земе на себе ѓаволот да го фалсифицира едноставно второто Христово доаѓање. И понатаму ли текстот, славата што ќе го обкружува, ќе го надмине се она што кога и да е видело смртно око.
Низ воздухот ќе се разнесува триумф на победа. Христос дошол! Христос дошол! Народот ќе паѓа ничком, пред него обожавајќи го. А тој ќе ги подигне рацете своји и ќе ги благословува како што некогаш Христос ги благословувал своите ученици кои што живееле на земјата. И неговиот глас ќе биде мек и придушен, но мелодичен, со благ и чувствителен тон, ќе изнесува некои прекрасни небесни вистини, што ги изнесува и Спасителот. Но понато вели ќе лекува болести, болни и болести кај народот и ќе тврди дека дошол да го промени законот, дека дошол ги промени 10 Божи заповеди, дека дошол да ја промени една заповед која што е многу погазена, која што го означува денот за одмор за кој што ние учевме пред некое предавање и дека тој сега заповеда да се почитува други заповеди што тој едноставно ги дал. И ќе каже понатаму на крајот дека оние кои упорно го празнуваат тој седми ден, кој што го вели Светото писмо дека е шабат или сабота, го обечастуваат неговото име, затоа што одбиваат да го слушат него и неговите ангели кои што тој ги праќа да им донесе нова светлост. Драги мои, ова ќе биде огромен фалсификат. Илјадници години ѓаволот се подготвува за овој чин. Дури не само оние што не читат Свето писмо, него ќе се потруди со ова своја измама да ги прелаже и оние што го читаат Светото писмо. Тоа ќе биде еден големо искушение ставено пред луѓето на целиот свет. И она клучно прашање што се поставува е прашањето дали сите луѓе во овој свет ќе бидат измамени. Ова е многу важно прашање. Тука веќе се води крајот на самата борба. И тука со сите расположиви средства тој се труди тоа да го оствари. И затоа е многу важно се на крајот ова прашање да го разграничиме. Дали сите ќе бидат измамени? Одговорот е не. Нема сите да бидат измамени. Еве кои ќе бидат две карактеристики на оние луѓе кои што едноставно нема да бидат измамени. Прво, оние кои што го истражуваат Светото писмо. Оние што го читат и што го истражуваат Светото писмо, ова драга книга која што ни е оставена од Бога, да го знаеме патот за спасението. И уште еднаш рекламирам, јавете се, побарајте ја, да добиете ваш бесплатен примерок, читајте ја додека времето е близу. Прва категорија на луѓе што нема да бидат едноставно измамени е оние што го читаат и го истражуваат Светото писмо. Втора категорија на луѓе што нема да бидат измамени се луѓе кои што имаат љубов кон вистината, љубов према доброто, што не го сакат злото. А тука во оваа книга е опишано доброто и вистината. Затоа ова драга книга ни е неопходно потребна да знаеме како да се поставиме и како едноставно да извојуваме победа на крајот кога искушенијата на вистина ќе бидат големи. И на крајот на ова наше излагање, драги мои, дозволете ми, еве, уште неколку слайдови, само на крајот да ви ја представам библиската слика на второто Христово доаѓање. Како Светото писмо го опишува самото второ Христово доаѓање. Еве, рафално, прво, Христовото доаѓање ќе биде дословно. Истиот Исус, вели во Дела апостолите 1 глава, како што отишол, така и ќе дојде. Значи, исти Исус, истиот, дословно, физички, како што отишол со облак горе, така со облак ќе дојде доле на земјата. Втора работа, многу важно, неговото доаѓање ќе биде видливо. Ќе го видиме сите, секој око, секое племе, од било кој дел од светот, едноставно ќе имат прилика да го видат Исуса Христа. Нема тајно, нема невидливо, туку јасно и видливо ќе биде второто Христово доаѓање. И не само тоа. Библискиот текст вели дека не само што Христос ќе дојде дословно и што ќе дојде видливо, тој ќе дојде и чујно. Ќе дојде со своите ангели. И секој ангел ќе има труба. И замислите, тој оркестар од труби, кога ќе затруби. Тоа ќе биде пропратено со такви звучни ефекти што нема што нема да слуша, па дури вели и мртвите ќе воскреснат, а камоли ние живи, зарем тоа нема да го слушаме. Ете тоа пише во Матеј 24 глава, 29 и 30 текст. И уште нешто, драги мои, не само видливо и дословно и чујно, него неговото доаѓање ќе биде во голема сила и слава. Исус нема да дојде по втор пат како бебе, како што бил по прв пат, слабо човечко суштество, не.
ќе дојде во голема сила и голема слава. Такво нешто нашите очи не видеа, драги мои, скоро ќе биде тоа време кога на небесните облаци ќе го видиме сам Христос со своите ангели како доаѓа во голема сила и слава. Но уште една работа многу важна. И покрај сите овие работи, дословно, видливо, чујно, во голема сила и слава, Светото писмо кажува дека неговото доаѓање ќе биде изненадно. Неговото доаѓање ќе биде изненадно. Кога луѓето нема да мислат, вели текстот од Светото писмо, повеќе текстови такви има. Кога луѓето нема да мислат, тогаш Синот човечки или Исус Христос ќе дојде повтор пат. Да, затоа треба да бидеме будни, затоа треба да внимаваме, затоа треба едноставно да се молиме и затоа треба да ги отвараме нашите очи и уши и раце према Бога и да го бараме. Ќе има две категории на луѓе кога ќе дојде Христос повтор пат. Прва категорија на луѓе така речени неподготвени. Луѓе кои што не мареле за такви работи, немале време да слушаат такви предавања. Не сакале да си нарачат Свето писмо да читаат. Не сакале да земат некој трактат, нешто да размислуваат за темата за доброто и злото. Луѓе кои што живеат само за себе, за денес и никако другачие. Луѓе кои што немаат надеж. Немојте да бидете такви, драги мои. Да не биде никој од нас ова категорија. Да бидеме луѓе што ќе имат отворено срце, да слушаме и да бидеме подготвени. Но има и втора категорија на луѓе. Тоа се луѓе подготвени. Луѓе кои што живеат за овој настан и луѓе што го чекаат овој настан. Еве уште еднаш пророкот Исаја како го опишува сето тоа. Што ќе кажат тогаш тие подготвените на денот на второто Христово доаѓање. И во оној ден ќе речат: ете, тој е нашиот Бог во кого се надевавме и тој не спаси, тој е Господ во кого се надевавме, ќе се радуваме и ќе се веселиме во неговото доаѓање. Ја би сакал сите ние што ова го слушаме, бидеме во ова категорија, подготвени, луѓе што ќе бидат спремни да го дочекаат својот Господ. Кога ли ќе дојде? Библијата точно вели. Еве 24 глава 36 и 44. Еве што точно вели Библијата. А за оној ден и час никој не знае. Ниту небесните ангели, ниту Синот, а само мојот татко. Затоа и вие бидете готови, зашто Синот човечки ќе дојде во час кога не мислите. Денот и часот не го знаеме, но многу е блиску. Знаците за тоа ни кажуваат. Затоа веруваме дека е неговото доаѓање блиску. Затоа едноставно да бидеме спремни да погледите наши бидат сврстени горе и да го дочекаме нашиот Спасител од небесните облаци. И заедно со последниот писател од Библијата, апостол Јован, кој што ја напишал книгата Откривение, да ги кажеме овие зборови: да, тоа значи зборот амин, да, дојди, тоа значи амин зборот, да, дојди Господи Исусе. Тоа се завршите зборови, драги мои, од Библијата. Тоа се последните зборови, така завршува Светото писмо. Светото писмо завршува со надеж дека Христос доаѓа и дека ќе донесе подобар и поубав живот. И на крајот, кога ќе дојде, драги мои, се поставува тоа клучно прашање што ние го поставуваме секој пат и еве на крајот на ова предавање повторно го поставуваме. Кога Христос ќе дојде, на чија страна ќе се најдеш? Ја би сакал да бидеме на страната на доброто, да бидеме на Божјата страна. Господ сите вас нека ве благослови, нека ви даде мир и спој во срцата ваши и ова надеж нека биде ваша. Поздрав до нашето последно